Почитувани сограѓани, политиките на владата предводена од СДСМ и Зоран Заев придонесоа засилен импакт во социјалата. Со сите донесени мерки и законски решенија се постигна огромен резултат во социјалната сфера и социјално ранливите категории. Министерството за труд и социјална политика започна со имплементација на проектот за подобрување на социјалните услуги со финансиска поддршка од Меѓународната банка за обнова и развој, со што се обезбедени 10,8 милиони евра. Како никогаш порано, имаме 3 пати зголемена социјална помош за корисниците и социјални пакети со кои што ја намалуваме сиромаштијата. Сега имаме во просек за 3 пати или 300% зголемена социјална помош за корисниците и социјални пакети со кои што ја намалуваме сиромаштијата, но и 26% зголемени плати на социјалните работници кои што ја имплементираат реформата. Дел од овие работници работат со лица со тешки попречености и немаа покачување на платите повеќе од 15 години и работеа за минимална плата. Ваквата состојба сега е променета. Со новиот закон за социјална заштита од 23.5.2019 година, детскиот додаток наместо досегашните 3200 деца ќе го користат 73.500 деца, а образовниот наместо 3800 деца ќе го користат 64.316 деца. Воведуваме и социјална сигурност за стари лица, кои останале без старосна пензија и немаат други извори на екзистенција. Со реформата воведуваме блиска работа на социјалните тимови со секој поединец и семејство, се до конечно извлекување од социјален ризик, односно до нивно вработување. За дополнително да го лесниме животот на биолошките семејства на лицата со попреченост, го зголемивме износот на правото на посебен додаток за 15%. Во насока на подобрување на благосостојбата на децата, Министерството за труд и социјална политика спроведува сеопфатна реформа на системите за социјална и детска заштита. Па така, со социјалната реформа, пристапот до детскиот и образовниот додаток се зголемува за 20 пати, односно за прв пат системот го отвараме за лица со ниски примања. Нашата крајна цел е да ја намалиме детската сиромаштија, која во моментов изнесува близу 30%. Така, додатоците за семејствата со деца кои живеат во сиромаштија се зголемени за повеќе од 100%. Со Законот за социјална сигурност за стари лица, која што е дел од социјалната реформа и веќе стапи на сила, социјално ги обезбедуваме лицата над 65 години кои што немаат други извори на екзистенција. Месечниот надоместок за овие лица изнесува околу 6000 денари и се очекува правото да го искористат околу 6000 лица. Воведуваме и траен надоместок за родител, кој се грижел за дете со попреченост до неговата 26-та година без да го смести во институција. Користењето на правото за попреченост со новиот закон се проширува и за лицата со интелектуална попреченост, додека додатокот за надоместок за плата за скратено работно време за родител кој чува дете со попреченост се зголемува за 50% од просечната плата. Се воведуваат две целосно нови услуги за лица со попреченост: лична асистенција и услуга домашна нега. Ви благодарам.